Високите температури влијаат и на производството на леп. Производителите на леп и бели пецива велат дека проблем кој се јавува во моментот е квалитетот на лебот. На високи температури потешко е да се произведе квалитетен леп. Николче Малинов вели ова е пракса речиси секоја година пред жетва, ама сега дополнително влијаат и високите дневни температури. Со новата реколта очекуваат подобро брашно и подобар леп. Ние производителите имаме еден мал проблем, бидејќи на висока температура малку тешко да се произведе добар леп, така да сите колеги веќе имаат проблем со квалитетот на лебот, но ние се бориме како со температурите, така и со квалитетот на брашното, бидејќи пред жетвата секогаш брашното не е со соодветен квалитет, така да очекуваме новата реколта да ни донесе подобри брашна, за да имаме поквалитетен леп, а да имаме секако и пониски цени на брашното со кои ќе го стабилизираме или ќе ги стабилизираме цените на пекарските производи, пецивата и лебот. Моменталната цена на лебот се движи од 30 до 35 денари. Малинов посочува дека оваа цена е реална, но дециден е дека ако се намали цената на брашното ќе се реагира и за намалување на цената на лебот. Летниот период намалена е побарувачката и производството на леб. Моменталната цена на лебот се движи околу 30 денари, некои колеги го покачија на 33-34 денари. Меѓутоа, моje мислење е дека лебот треба да остане на таа цена. Ако имаме поевтино брашно, секако дека и ќе реагираме соодветно и ќе ја намалиме цената на лебот. Па ние моментално со оглед на тоа дека е летни одмори, граѓаните се веќе отидени на одмор и потрошувачката ни е намалена и со оглед на тие околности и го намаливме производството. Цената на лебот и белите пецива варира во зависност од останатите околности, вели Малинов, но додава дека приоритет е да се произведе квалитетен леб по цени достапни за џебот на граѓаните.